Реален и повеќе од точен е извештајот на Светска банка која рангира македонската економија како најлоша во регионот. Ова е оценката на економскиот аналитичар Бранимир Јовановиќ, кој вели дека владата мора да прави реални, а не само популистички стратегии за развој на економијата, но и генерално домашното стопанство, зашто земјава, како што вели, останува со најнизок раст, но и најголем дефицит и висока инфлација. Извештајот на Светска банка практично го констатира тоа што сите веќе го знаеме и го зборуваме веќе некое време, а тоа е дека состојбата во економијата не е сјајна. Значи, имат проекција за БДП оваа година 1,8%, а следната година 2,5%, за инфлацијата 9%. Имаме слични проекции, нашите се дури малку по-негативни од нивните. Имаме раст на БДП оваа година од 1,6%, а наредната година 2%, што е малце пониско од тоа на Светска банка, а за инфлацијата имаме 10%, што е малку повеќе од ова на Светска банка. Но во секој случај пораката е иста, дека состојбата не е сјајна и проблемите со кои што се соочува државата се јасни. Инфлацијата е премногу висока и не се намалува. Не се намалува со на темпо со кој што треба да се намалува и покрај сите мерки што ги прави владата. Според прогнозите од Светска банка, годинава ќе се заврши со скромен раст од само 1,8%, но и следните години тој ќе биде намален во однос на другите земји од соседството. Македонија, велат економистите, и натаму ќе се бори со висока инфлација, која за жал само им ги јаде парите на граѓаните. Алармираат, ако сега и веднаш реално не се зголемат примањата, македонската економија само ќе тоне. Веќе имаме од своевидна депресија во економијата, односно потрошувачката е ниска, трговијата е ниска, прометот во трговијата е низок. И третиот проблем е што има големи структурни промени во државата, кои што се игнорираат со години. Економскиот модел на кој што е базирана државата последниве 3 децении е погрешен. Не можете да изградите држава само со ниски плати, ниски даноци, привлекување странски инвестиции. Мора да има промена на економскиот модел, односно мора државата малку повише да се инволвира во економијата, да биде поактивна во економијата, да вложува и во инфраструктура, но и во индустријска и иновацијска политика. Ако не го видиме тоа, не можеме да очекуваме ништо позначено. Од Светска банка предупредуваа дека јавниот долг и натаму ќе расте. За намалените приливи на средства од ДДВ-то, од банката причината ја лоцираат во намалената потрошувачка. Сепак, поради случувањата на Блискиот Исток, веќе е регистриран раст на цените на енергенсите кои кај нас само ќе одат нагоре. Според познавачите на состојбите, до крајот на годинава најголем раст ќе има Црна Гора, а до година раст ќе има и соседно Косово.